СДСМ сака да изрази сериозна загриженост околу заклучоците на Советот за ЕУ, затоа што не беше доделен статус за датум за почеток на преговори за членство во ЕУ на Република Македонија. Во врска со објавените заклучоци на Советот за општи работи на ЕУ и во пресек на утрешниот Европски совет, СДСМ подсетува на последната стратегија за проширување за периодот 2013 и 2014 година од 16 октомври, каде што се вели, цитирам, билатералните спорови не смеат да го кочат процесот на пристапување. Од тука СДСМ изразува загриженост поради вчерашното, исто така изразува загриженост и поради вчерашното обраќање на високиот представник на ЕУ Кетрин Ештон, која што вчера се обрати во Советот, практично во Комисијата за надворешни односи во Европскиот парламент, реферирајќи на напредокот на државите кои што се во процес на проширување и при тоа заборави да ја спомене Македонија и Босна и Херцеговина. Ставот на СДСМ исто така е дека инструментот за политички диалог на високо ниво, за пристапниот диалог на високо ниво, практично може само да го донаполнува процесот на преговарање и на пристапување на Република Македонија, меѓутоа никако не сме да го замени. И исто така не загрижува и постојаниот молк околу местото на Македонија од страна на Советот на ЕУ. Република Македонија по 8 пат добива заклучоци кои што укажуваат дека Македонија лошо го спроведува својот интеграцијски пат. Што се однесува до создојбите во државата, овај пат мислам дека пораката е повеќе од јасна, дека Македонија има проблематично досие во неколку области, и тоа се следно: значи владењето на правото, второ независноста во судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, слободата на изразувањето, високата невработеност, спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, како и стратегијата за инклузија на ромите. Меѓутоа, квалификациите дека власта во Македонија не прави разлика меѓу државното и партиското, како и податокот дека лошо се управува со јавните финанси, мислам дека е повеќе од поразително и ја враќа Македонија 20 години наназад, односно во раните 90-ти години. Ова се заклучоците што произлегуваат од вчерашната седница на трите совети на СДСМ, Советот за евроинтеграција, Дипломатскиот совет и Советот за безбедност и интеграција во НАТО. Сакаме да подсетиме дека власта мора да ги коригира своите политики, затоа што вака испраќа лоши пораки до Европската Унија. Во време кога се одржува Европскиот совет, сите засегнати страни се наоѓаат во Брисел. Сите патишта водат кон Брисел, а за жал нашиот министер за надворешни работи се наоѓа во Индија. Може само да претпоставиме каква порака ова испраќа на министрите за надворешни работи кои што ќе среднат и ќе разговара за состојбите во Македонија и во Западен Балкан. За подсетување, во 2005 година, кога Македонија се трудеше да го добие кандидатскиот статус, СДСМ и незината влада буквално кампуваја во Брисел за да може да го одработат, да го добијат овој кандидатски статус. Затоа СДСМ апелира до власта на Никола Груевски дека во прв план мора да ги стави интересите на граѓаните, односно стратегиските интереси на граѓаните, за кои што се изразиле веќе повеќе пати по јавните сондажи дека смета дека државата треба да се најде во Европската Унија.